Не е се так различно в света, като што вие мислите, че дека е. Няма различни неща в света. Всичко се български. Дури глумици, глумицава Ума Турман. Умка Турманова, българка, од Русе, по потекло. Регионални звезди, големи поп звезди, фолк звезди. Цеца Величковиќ. Каква сербинка? Не, няма серби. Няма. Не тя сербинка. Цеца Величковиќ. Таа е Цеца Величкова, българка. Од Ќустендил. Цеца Величкова. Како што и Весна Змијанац. Няма Весна Змијанац. Няма. Исто българка. Весне Питонкова. Весна Змијанац. Весне Питонкова. Тина Тарнер. Само ми текнува, а само мора да го хапнете зеленото апче, да го хапнете. И няма више завеса преку очи. Не живеете повече во Матрикс. Тина Тарнер. Българка. Ефтина Тарнерова. Ефтина Тарнерова. Од Петрич. Исто, со Усеин Трчајков Болтов на Златни пјасци има подцрнето хубавото българско сонце, което българ го има запалено со чкорче пред милиарди години. Од тук па нататък планетата Земја има сонце, којато ја грее и постои сончев систем. Обаче, българ, лично Хан Аспарухов го има со чкорче запалено, да може сите вие да имате сега сонце, да поцрните. Да се сончат и да поцрните. Исто има на Черното море, исто има, само не толку како Ефтина Тарнерова, што вие се уште ја знаете како Тина Тарнер, исто на истото, на истиот плаж, на Черното море има поцрнето и исто едно од најголемите светски звезди, българка. Дженифер Лопес. Няма. Българка е Дженифер Лопес. Генче Лопезова. Исто има поцрнето на прехубавото Черно море под българското сонце, което го има запалено со чкорче, со чибритче го има запалено. Хада Спарухов. Порнат звезда од Перник. Зато е прехубаво да се одите да поцрните на Черното море. Да ходите да поцрните. Ама няма да можете да одите да поцрните на Черното море. Обаче оној Виктор Стојанов од Фондација Македонија има блокирано македонско-българската граница. Тоа е Матрикс. Ако го хапнете зеленото апче,
Няма да има за вас блокада на българската граница. Ќе ја поминете така, оти сите се българи. И никој няма да ви побара пасапорт. Ќе ја поминете само зеленото хапче. Но ако не го хапнете зеленото апче, ако го хапнете жълтото на кајокер апче, няма ништо да се смени. И няма да може да поцрнете на Черното море като Тина Тарнер или Ефтина Тарнерова, како Усеин Трчајков Болтов или Усеин Болт. Исајло Трчајков Болтов, Усеин Болт. Обаче, ова. Няма. Но ако испиете жолтото на кајокер, няма одење на Черното море, има блокада, Виктор Стојанов и Фондација Македонија. Ама, ке блокираат 2 сата во недела 2 сата македонска граница, македонско-българска граница. Што се однесува до мене? Мислам, че пред да го испијам зеленото апче, мислам дека можат да ја блокираат и 20 години. Ова е моje мислење пред да го хапнам зеленото апче. Значи, Виктор Стојанов, слободно да ја блокирате македонско-българската граница 20 години, не 2 сати. 20 години е таман. Оти не планираме да ви стапнеме на ваша територија. И онака, само од сите македонци што до сега го напуштиле овој држава, 75% у Грција отишле. А без Грција не можеме едноставно. Не. Ама Бугарија 0,7%. Во Србија отишле 40%. Српска граница натака поминали. 40% од сите што напуштиле држава. 75%. Не бе, помалце како се искочува над 100%. Помалце у Србија, да. Ама 0,7% само увакво у Бугарија поминале бугарска граница од сите што напуштиле. Не знам Србија дали беше 20%, 75% у Грција. 0,7% у Бугарија. Овие затвараат граница. Слободно 20 години. Чак што виш имам предлог до Виктор Стојанов, таа есенција на интелигенција. Тој Виктор Стојанов е есенција на интелигенција. Па искам да му дам еден предлог. Наместо овие неговиве бугарофрени од фондацијава да стојат на граница на Сонцево на 40 степена, да дехидрираат, да мора българската влада не само финансово, него и другачие да ги подкрепи. Со сокчета, со водички, со пиво, кабеница или загорка. Наместо тоа, Виктор, мога да ти препорача едно 10 на 20 китајци. Иначе китајци, овие бугариве за китајци, кинези викаат. 20 на кинези да ти препорачам. Немој да бидеш глуп, како што искачаш. Секојаш глуп. Немој, зашто да бидеш глуп? Еве ти добар предлог. Ке си најдеш 20, да ти пратам 20 китајци, кинези, да направат кинески дзитеден на цела граница македонско-бугарска. Најубаво ќе биде. Значи, нема потреба ни да се гледаме. Немаме потреба ни поглед преку граница кон вас да фрлиме. Како да ви кажам? Зашо бе човек да се мучите тамо на Сонцево на 40 степени, ко бедни роднини застанете на граница, 2 сата ке дремете у недела, а жив човек не проаѓа. Не бе, кинески дзид. Аз ще ти потрса 20 китајци кинески дзид да направа. По жена нашиве,
на македонци, Виктор, им зборам со месеци наназад. Блокирај, какви со месеци со години? Блокирајте граница. Блокирајте граница. Избркајте бугарскиот амбасадор, дека на клоци избркајте. Не ме слушаат. Не ме слушаат. Оште се го немаат хапнато зеленото апче, само ова океров, жолто према окер го пијат и не ме послушаа дека треба, ја тогаш само жолто окер пиев, апчи. И таа терапија тера. И не ме послушаха да ја блокираат тогаш. Па ти ја блокираш сега од недел. Обаче ни завршуваш на нас работа. Ама ти реков, похубаво е, че ја тебе 20 китајци, они кинески зид да направат и няма проблем. Няма да имате више повеќе проблеми со нас. Со овие што пијат само жолто конокер апчиња. Не, веќе повечко како мене. Аз го испих, го хапнав зеленото и аз сега знам, че е се българско. И на овие да им искам. Оној стариот Сашо Тасевски, пред да го хапне зеленото апче, сакаше да им порача на овие с белите рози. Българите с бели рози од българската амбасада во Скопје и од овие българско-македонски здруженија. Бугарашки, да не кажам. Бели рози. Искат да проглумат малку пријателство. Обаче, ние на тях сме им ги... кој знае дали ги употребувам добро зборови, дечки? Тях, мях, бях. Срах, мрах. Ама звучат бугарски битно, мислам, искам ја да прозвучам български од време на време. Особено откако го хапнав ова зелено лапче. И сакаат многу да глумат тој. И демек ние нив сме им ги палеле колите дипломатски, они сега на дипломатските коли внатре на ове на задново стакло на шофершадна бели рози стајле. Демек еве ние искаме да бъдеме с вас пријатели. Гуго губи детство во зелено лапче, па не знам што зборам. И сега они искале да бидат со нас пријатели, бели рози, и се сликале, еве, вие нас не ги палите колите, ние бели рози ви оставаме на колите што не ги палите. Искаме да бъдеме пријатели, другари. Дечки, за жал, мора да сватите, од бугари другари не бива. А вие со розите, циниците со белите рози, што сакате многу фраери да се правите, со тој ваш примитивен цинизам, сејачки цинизам, можете розите у гъз да си ги начукате. Го губи действото ова зелено апче, което го хапнав. Ке морам оште и ова да го хапнам, за да се вратам, да се нормализирам пак. Па ми се враќа Матриксов на очи и пак почнувам да гледам во различности, во различни истории, во различни култури, традиции, различни народи, различно све. Ајде, ќе го хапнам на крајот ова моје обраќање. Обраштане! Па ми се враќа таа. Чакал ме шамара, како ќе изгуби малце деството, ќе се врати деството. И одма ќе кажам на български нешто. Ова. Значи, вие бугари, со нас другари јок, вие сте грешни ко грешни ѓаволи кон македонците и македонскиот народ. Вие треба да се извините прво за многу работи.
Немаме ние што со вас да другаруваме. Ние македонците барем не правиме лице, барем не се женираме, не се пренемагаме ко вие пред Европската унија. Рози ке им ставиме оти, обаче ние сакаме да бидеме непријатели со македонците. А целиот ваш однос кон Македонија е крајно непријателски, крајно душмански, крајно примитивен, неандерталски. Финти, цинизам. Пушачи едни, пушачи, плачковци, цвикачи. Ама брзо ќе ве сватат какви сте, овај обрат, у Европската унија. Ќе ве сватат какви сте, полека. Ама касно ќе биде кој ќе сватат. Више ќе мебете мајката, таквите како вас тамо горе. А со нас, за жал, додека не престанете да ги пиете овие зелени апчиња со нас, пријатели, нема да бидете. Еј, тотално ова действува од зелено апче ме напушти, не знам више што зборам. Извинјавајте! Извинјавајте! Сега ще го апнам пак зеленото апче. Кој знае ова жутово луѓе, не ни знам шо апче, искрено. Имам тука шо останале, не знам од кога, некои апчиња, ова не ни знам што е. Ова е така некоја табла, ови треба да ги фрлам сега, да исчистам тоа кутијата, еден купима за фрлање. А ова зеленово е познато апче. Нјали, ова зеленово е познато апче. Векови, векови, сите сме на лекови. Кој ми ја запев песнава у аптека, ви кажев тогаш, се смеевте. Таа што дојде да бара хелекси и диазепами, пошто мачките и заболвиле. Беше страшно вознемирена, а у позадина иде заветна. Иде у позадина оваа, вика, ве молам, еве рецепти, диазепами, хелекси, вамо, тамо, она. И ајде у позадина заветна у музика у аптекава. И вика, морам, вика, да се смирам, мачките ми заболви, а мачките болви. И фатиле. И ова искача, аптекаркава ме гледа вака, де ме со поглед ја коментирава, што излезе, а иде заветна ја почнувам. Векови, векови, сите сме на лекови. И ова падна од смеја, аптекаркава за тоа штандот позади. Умре, не може да ја вратам на себе. А ево моментот така ми дое, тоа беше прошлиот ноември. Не, овој, ноември, не пред, не овој, него пред тој ноември. Така да ова е она познато хапче од кој што се станува българско. Кој го испиеш. Се ти е българско. Од Владивосток до Лос Анджелес. Од Антарктик до Арктик. И куров ти е български. Ајде, не дам гомна, иначе да ви кажам нешто. Кој ме знае. Не сум многу по апчињата, ја. Искрено. По ништо не сум. Ствари, мене пороци многу, ја да влезам со некој порок, да се занимавам, ја за месец дена ќе умрам. Ијам само ти викам. Глуп, почнав да пушам пред 3 години, уста цигара немам стаја. Кој ме знае. Шо ми требаше да почнам да пушам цигари? Да му евеш матер. Поема неа. А може треба да го хапнете зеленото. Друг е свет, значи, матрикс. Како завеса вака. Ајде, се трга од зеленото апче и те боли кур после тоа. Ајде, чао.